Ковачевски, таа работна група за која што вие велите, која што работи во Министерството за правда е работната група за измени на изборниот законник од аспект на вашето дадено оветување за една изборна единица и за слични такви измени. Тоа е една работа. Таа работна група која што вие ја најавивте, која што ние ја бараме да се состане во рамките на парламентот и за која што Сабајле на брифингот со новинарите говореше председателот на Собранието, е група која што ќе треба да разговара за измените на законот од аспект на забелешките на ОПСИ и ОДИХР, кои што мора да се случат на 6 месеци пред избори. Тоа е веќе пробиено и бегате од тоа. Бегате од исто така да се договори еден датум на избори кој што ќе ги спои изборите кои што треба да се случуваат. Бегате од дополнително именување на член на Државната изборна комисија, бидејќи по воспоставените правила, тројца од членовите треба да бидат од опозицијата, едното место е сега испразнато заради министерот за правда. Господине Ковачевски, јас не знам што ви кажа на денешниот ручек Артан Груби и Али Ахмети, но еве ако нешто ви значи, ако ви е лична сатисфакција во вашата кратка политичка кариера, е дека тоа, еве успеавте, ќе има редовни избори во оваа држава и за тоа што го кажавте испадна. Јас нема повеќе да должам, тука имам еден лист на кој што се напишани многу кратки зборови. Председателски и парламентарни избори. Еве ќе ви го оставам тука, господине Ковачевски, вие напишете го датумот помеѓу Рамазан, Бајрам и Великден. На тој датум кој што вие ќе го кажете, тогаш нека се одржат изборите. Бидејќи ве повикуваме на медиуми, гледам и новинарите ве прашуваат, експертите заговараат, знаете дека ќе се случи уставна криза, бидејќи во првиот круг дури така како што вие замислувате, ќе бидете девастирани, и тоа ви го кажуваат и расположението на граѓаните и анкетите, и со оглед дека ете немало можност вака директно да ве прашаат, еве го тука листот пред очигледите на целата македонска јавност, помеѓу Рамазан, Бајрам и помеѓу Великден. Уставните рокови тоа го дозволуваат, законите тоа го дозволуваат, да не создаваме дополнителни трошоци, да не го закочуваме стопанството, да не создаваме уставни кризи кои што неминовно ќе се случат затоа што вашето членство ќе биде демотивирано да излезе на избори. Ајде, уште еднаш имате една голема политичка победа, кажете, напишете тука, нека види целата македонска јавност кога ќе се одржат изборите во оваа држава, на кој што еднаш конечно за секогаш ќе престане онаа мантра која што го малтретира општеството и да видиме каков е ставот и расположението на граѓаните. Се надевам дека ќе се охрабрите, бидејќи по она кое што го имате како политичко делување и не сте покажале некоја особена голема политичка храброст. Дали ќе купите уште неколку денови, уште неколку месеци, тоа е сосема неважно. На крајот секако ќе морате да излезете со граѓаните да се соочите со тоа што тие го мислат за вас. Немам дополнителни прашања, не сум задоволен од одговорот. Следен за поставување пратенички прашања пратеникот Борислав Крмов, повелете.